Здруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија Мирка Гинова од Штип вчера организираше панихида за паднатите борци, жртви од Егејска Македонија во црквата Свети Константин и Елена во штипската населба Балканска. Трајче Димков од Здруженијето Мирка Гинова истакна дека на тој ден најмалку што може да се направи е да им се одаде почит на паднатите борци во граѓанската војна. Ние во овој момент ги празнуваме, ги испочитуваме повеќе од 120 лица од Штип, значи кои нивните фамилии живеат во Штип и Штипско. Значи во рамките на таа борба имам илјадници изгинати луѓе. Неговиот татко Стојан Димков е жив сведок на настаните и со емоции ја раскажува голготата на семејството, кои имаат некој близок член загинат во оваа граѓанска војна, но и падот на иселувањето на деца бегалци од Егејска Македонија. Само од нашето село се негде 75 луѓе. Пребегањето беше многу тешко во зимно време, во секој времења, со фамилиите што имаат тоа да земат од дома. Александар Јаневски, председателот на Сојузот на Сдруженија на македонците и деца бегалци од Егејска Македонија, Македон, истакна дека вчера се одбележуваше 76 годишнината од екзодусот на насилно прогонетите македонци од Егејска Македонија. За жал, најголеми жртви беа децата, раселени низ целиот свет, но гледаме дека историјата ни се повторува. Затоа ние како Сојуз повикуваме на семакедонско обединување и помирување, затоа што само во единството е силата. Посочува дека ќе продолжат да бараат и да се исполнат барањата на македонците кои останаа да живеат во овој дел, да учат и да се образуваат на својот мајчин јазик, македонски јазик, како и правото на здружување и организирање, но и обештетување на прогонетите македонци кои имаат имоти куќи во Грција. Пратеникот во Собранието на Република Северна Македонија Никола Мицевски истакна дека тој ден е посветен за споменување на македонските борци кои се бореле во граѓанската војна. Борбата на македонскиот народ е традиционална. Борбата на македонскиот народ продолжува и деновиве. Затоа сме тука да ги чествуваме жртвите кои што го дале својот живот. На одбележувањето на 76 годишнината присуствуваат делегации од локалните институции, здруженија, како и семејства на загинатите борци.